Почитувани съветници, я отварям 12-та седмица на Съвет на община Струмица. На 12-та седмица на Съветът присъствува 22 съветника и констатирам дека Съвет може пълноправно да работи отлучива. От седмицата отсутства съветникът Снеженка Тасева. Покрай членовете на Съветът на седмица присъствува известителите по точките от дневен ред, представници на общинската администрация и представници на средства за явно информиране. Почитувани съветници, за 12-та седмица на Съвет на община Струмица го предлагам дневният ред, ще ви е доставен с решението за свикуване на седмицата. На предлог от Комисията за финанси, бюджет и локален икономически развой предлагам дневният ред да се допълни со одлука за утвърдуване на тарифа за снабдуване со вода за пиење или водоснабдуване на явното предприятие за комунални дейности Комунали Струмица за регулиран период 2018-2020 година. И тоа како точка со реден број 10, а точките од реден број 10 до реден број 18 да го преманат редоследот и да бидат точки од реден број 11 до реден број 19. Воедно предлагам дневниот ред да се допълни со точка 20. Предлог одлука за утвърдуване на приоритет и собствено учество на проектът за манастирски туризъм Монтоур. Предлог го ставам на гласене. Кой е за? Кой е против? Дали има въздържане? Врз основа на справеденото гласене констатирам дека Съветът со 22 гласа за, без нито еден против, без нито еден въздържан донесе заклучок под број 1. Дневниот ред се допълнува со точка 10. Одлука за утвърдуване на тарифа за снабдуване со вода за пиење или водоснабдуване на явното предприятие за комунални дейности Комунали Струмица за регулиран период от 2018 до 2020 година. Под број 2. Дневниот ред се допълнува со точка 20. Предлог одлука за утвърдуване на приоритет и собствено учество на проектът за манастирски туризъм Монтоур. Точките от реден број 10 до реден број 18 да го менат редоследот и стануваат точки от реден број 11 до реден број 19. Дали некој бара збор по предложение дневен ред? Доколку никој не бара збор, го заклучувам претресот и предложение от дневен ред со прифатеното допълнување го ставам на гласне. Кој е за? Кој е против? Дали има въздържани? Врз основа на справеденото гласуване дека Съветот со 22 гласа за, без нито еден против, без еден въздържан, го усвои следниот дневен ред. Под број 1. Предлог одлука за даване согласност и овластување за подпишување на договори и за грант по проект водоснабдување и одведување на отпадни води. 2. Предлог одлука за даване согласност и овластување за измерување, односно пренасочување на средствата од буџетската сметка на општина Струмица. 3. Предлог одлука за утвърдување на приоритет и собствено учество на проект за економска валоризација на културната и алтернативната туристичка понуда на Цареви кули во туристичката дестинација Струмица. 4. Предлог одлука за доделување парични средства на Средното општинско училиште Јане Сандански и Средното општинско училиште Никола Карев од Струмица. 5. Предлог одлука за доделување парични средства на Атанас Јанев од Струмица. 6. Предлог одлука за донесување на акцијски план за заштита и спречување на дискриминацијата на општина Струмица. 7. Предлог програма за допълнување на програмата за изработка на урбанички планови на потрајачите на општина Струмица за 2018 година. 8. Извештај за работа на јавното предприятие за комунална дейност Комунали Струмица за период от 1 до 3 месец 2018 година. 9. Предлог одлука за давање одлука за обезбедени финански средства за нови вработувања во јавно предприятие за комунална дейност Комунали Струмица за 2019 година. 10. Одлука за утвърдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на јавно предприятие комунални дейности Комунали Струмица
за регулиран период 2018-2020 година. 11. Предлог одлука за утвърдене потреба от донесуване на урбаническо-планска документация за прошируване на плански ОФАТ за КП брой 440 КАО Водача. 12. Предлог одлука за утвърдуване потреба от донесуване на урбаническо-планска документация за прошируване на плански ОФАТ за КП брой 155/1 и КП брой 901 КАО Баница. 13. Предлог одлука за утвърдуване потреба от донесуване на урбаническо-планска документация за прошируване на плански ОФАТ за КП брой 7898/1 КАО Струмица. 14. Предлог одлука за утвърдуване потреба от донесуване на урбаническо-планска документация за прошируване на плански ОФАТ за КП брой 7759 КАО Струмица. 15. Предлог одлука за утвърдуване потреба от донесуване на урбаническо-планска документация за прошируване на плански ОФАТ за КП брой 691 КАО Просениква. 16. Предлог одлука за утвърдуване потреба от донесуване на урбаническо-планска документация за прошируване на плански ОФАТ за КП брой 1969/3 КАО Свидовица. 17. Предлог одлука за утвърдуване на потреба от донесуване на урбаническа планска документация за усъгласуване на намената на граница землище на КП 544 КАО Баница. 18. Предлог одлука за утвърдуване потреба от донесуване на урбаническа планска документация за усъгласуване на намената на граница землище на КП 773/2 и 773/7 КАО Банско. И 19. Предлог одлука за утвърдуване потреба от донесуване на урбаническо-планска документация за усъгласуване на намената на градено землище на КП 4294 КАО Куклиш. И 20. Предлог одлука за утвърдуване на приоритет и собствено участво на проект за манастирски туризъм. Почитувани съветници, съгласно член 84 став 2 от деловникът на Советът, предлагам по точките с сродни и меѓусебни повързани съдржини да се води заедничка разправа. И това: първо предлагам заедничка разправа да се води по точки с реден брой 1 и 2, односно по предлог одлуките за даване согласност и овластуване за подпишуване договори и пренамена и пренасочуване на средства. Второ, предлагам заедничка разправа да се води по точки с реден брой 8, 9 и 10, односно по извещият за работата за първото тримесечие, одлука за даване согласност за обезбедени финански средства и одлука за утвърдуване на тарифа за снабдуване с вода за пиене или водоснабдуване на явното предприятие комунални дейности Комуналец Струмица. Трето, предлагам заедничка разправа да се води по точките от реден брой 11 до реден брой 19, односно по предлог отлуките за регулиране на статусът на безправно изградени обекти. Предлагът го ставам на гласне. Кой е за? Кой е против? Дали има въздържани? Върху основа на справедливото глас констатирам дека Советът со 22 гласа за, без нитен против, без нитен въздържан донесе заклучок под брой 1 заедничка разправа да се води по точки с реден брой 1 и 2. 2. Заедничка разправа да се води по точки с реден брой 8, 9 и 10. 3. Заедничка разправа да се води по точките от реден брой 11 до реден брой 19 и 4. Отлучуваните съгласно деловникът е отделно по всяка точка от дневния ред. Преминуваме на работа по точките с реден брой 1 и 2 от дневния ред, односно по предлог отлуката за даване согласност и овластуване за подпишуване на договори и предлог отлуката за даване согласност и овластуване за измеруване, односно пренасочуване на средства от бюджетската сметка на община Струмица. Предлог отлуките бяха на дневен ред на седмица на Комисията за финанси, бюджет и локален икономически развой. Го повикам Митко Бонов, председател на комисията, да поднесе извещие и даде предлог до Советът по точките с реден брой 1 и 2. Поверите. Благодаря. Почитувам председателя, почитувани колеги, членови на Советът, почитувани известители по точките на дневния ред, представници на медиумите и останати присутни. Комисията за финанси, бюджет и локален икономически развой на седмицата, удържана на ден 10 юли 2018 година,
ги разгледа одлуките, кои се дел од потребната документација за заокружување на постапката за отпочнување на изградбата на канализационите системи во Просениково и Дабиле. По дадените до објаснување од известителот по точките од дневниот ред, комисијата се произнесе по предлог одлуките и донесе одделни заклучоци со кои на Советот му предлага. Прво, да донесе одлука за давање на согласност и овластување за подпишување на договорите за грант по проект водоснабдување и одведување на отпадните води. И второ, да донесе одлука за давање на согласност и овластување за измирување, односно пренасочување на средства од буџетската сметка на општина Струмица. Благодарам. И два и по извештиот и предлозите од комисијата. Дали некој бара збор? Повелете, госпоѓа Ирена Бабама Стојчев. Ви благодарам, председателе. Почитувани колеги, во врска со овие две точки, а заради поголема информација, сакам да побарам од известителот по точките да ни даде информација за временската рамка на планираниот грант, за вредноста на грантот кој што треба да биде реализиран, активностите, како и очекуваните резултати. Ви благодарам. Благодарам. Повелите. Добър ден, почитувам председателя, почитувани съветници, добър ден на сите. Във връзка с проектът канализация на населените места Просениково и Дабиле, можем да ви известам дека грантът на целият проект беше 1 157 000 евра, от кои 650 000 евра отидоа за канализационниот систем во населено место Добрејци, а остатокот остана да... Само момент. Остатокот е предвиден за населените места Просениково и Дабиле. Овој проект се води веќе од 2010 година, предвиден како кредитирање на државата, на владата и пренасочени средства за општините за канализационни системи по проектот одводување на проект водоснабдување и одводување на отпадни води. Овој проект, дали сакате да ви објаснам повеќе за Просениково и Дабиле или за целиот проект? Извинувам. Накратко само за активностите и како тоа буџетски ќе се имплицира во, мислам како ќе се имплицира и во буџетот на општината. Кој дел? Значи целиот тендер се води преку Министерството за транспорт и врски, каде што и ние треба да имаме учество од 3 милиона и 800 000 денари. Целиот проект кошташе околу 60 милиони денари, со транспарентната јавна набавка преку Министерство за транспорт и врски падна на 37.500, мислам, не фаќа за збор, од кој 33.500 илјади, 33 милиона и 500 илјади денари се од кредитирањето на владата, а остатокот од кога падна на аукцијата на некои 37.500, остатокот тие 3 милиона и 830 илјади денари ќе треба да бидат кредитирани од програмата, од буџетот на општина Струмица. Во програма ЈИ се предвидени тие средства, беа предвидени 28 милиона, како што беше целиот проект, но сега по завршената аукција, со намалувањето, нашето учество се намали на некои, значи од 28 на 3 милиона и 800. Сега тие 3 милиона и 800, мислам дека ќе се работат за двете буџетски години. 2018-2019 ќе се раздадат по милион и 700, колку ќе дојде таа, милион и 900. По милион и 900 за 2018-2019.
Изведбата на канализационните системи во Просениково и Дабиле ќе започне за некои 2 до 3 недели од кога ќе ги доставиме одлуките, ќе се потпише договорот и во договорот ќе се стои точно кога ќе започне и до кога ќе трае. Мислам дека од 8 до 12 месеци ќе трае изведбата, која што ќе се работи заедно и Просениково и Дабиле, паралелно. Моментално веќе има избрано, нели, како што реков, изведувач, скопска фирма. Со неја ќе започнеме, тие се временска рамка 8 до 12 месеци, изведба завршување, исто како што беше и за Добрејци. Сега, мислам дека ќе се работи заедно, и двете села ќе се водат. Не верувам дека е прво едното па после другото, мислам дека заедно ќе ги работат. Колку што знам. Тоа ќе го знаеме поточно кога ќе се потпише договорот. Ви благодарам на истрпното излагање. Благодарам, значи, можете словно на место. Може сега словно да ги известиме жителите на Просениково и Дабиле дека во најскоро време, бидејќи постапката тендерска е завршена, има одредено изведувачи кои ќе бидат и во најскоро време, како што истакна известителот, ќе почнат да се градат канализационни системи во населените места Просениково и Дабиле. Дали уште некој ба разбар? Добро. Доколку никој не ба разбар, го заклучувам претресот и го ставам на гласни. Кој е за? Кој е против? Дали имам воздржани? Врз основа на спроведеното глас констатирам дека Советот со на прво нагласне ставам точка 1, се извинам. Предлог одлук за давање согласие во властување за потпишување на договор за грант во проект водоснабдување и одведување на отпадни води. Значи, кој е за? Уште еден пат ќе гласам. Врз основа на спроведеното глас констатирам дека Советот со 22 гласа за, без нитен против, без нитен воздржан донесе одлука за давање согласност и овластување за потпишување на договори за грант по проект водоснабдување и одведување на отпадни води. Второ нагласне ставам точка 2, односно предлог одлуката за давање согласност и овластување за измерување, односно пренасочување на средствата во буџетската сметка на општина Струмица. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа на спроведеното гласне констатирам дека Советот со 22 гласа за, без нитен против, без нитен воздржан донесе одлука за давање согласност и овластување за измерување, односно пренасочување на средства од буџетска сметка на општина Струмица. Преминуваме на работа по третата точка од дневен ред. Предлог одлука за утврдување на приоритет и собствено учество на проектот за економска валоризација на културната и алтернативната туристичка понуда на Цареви кули во туристичката дестинација Струмица. Предлог одлуката беше на дневен ред на седница на Комисијата Финанси, буџет и локален економски развој. Го повикувам председател на комисијата, поднесе извештај и даде предлог до Советот. Повелите. Благодарам, председателе. Почитувани, Комисијата за финанси и буџет и локален економски развој на седницата што се одржа на ден 10.7.2018 година ја разгледа точка 3 од дневниот ред и констатира дека со оваа одлука се предлага утврдување на приоритет и собствено учество на проект за економска валоризација на културната и алтернативна туристичка понуда на Цареви кули во туристичка дестинација Струмица во општина Струмица. Одлуката е дел од документацијата за изразување интерес за инвестиции на подгрантови во инфраструктура поврзана со туризмот и поврзувањето на дестинациите финансирани од Европската унија и Светска банка. По разгледувањето на предлог одлуката, комисијата донесе заклучок со кој на Советот му предлага да донесе одлука за утврдување на приоритет и собствено учество на проект за економска валоризација на културната и алтернативна туристичка понуда на Цареви кули во туристичка дестинација Струмица. Благодарам. Благодарам. Отварам претрес по предлог одлуката и предлог од комисијата. Дали некој ба разбор? Повелете. Еве, како начин на работа, заради транспарентност, јас ќе побарам од известителот накратко, навистина кратко, во кратки црти да ни образложи
по ист начин како незиниот колега од претходното излагање. Благодарам. Почитуван председател, почитувани советници. Проектот Економска валоризација на туристичката понуда на општина Струмица, Цареви кули, е проект со кој што општина Струмица аплицираше на јавниот повик во прва фаза за изразување на интерес, каде што ја поминавме првата фаза и беше одобрено писмото за интерес. И сега сме во фаза на изработка на целосната проектна документација или на целосниот предлог проект, во кој што треба да влезе и одлуката за сопствено учество. Проектот вклучува изработка на информациони табли за проектот, реклами за проектот, значи целосна медиумска покриеност за проектот, а од инфраструктурни зафати имаме до уредување на туристичка трим патека Свети Илија покрај Цареви кули до Чамчевлик во должина од 2,33 км, уредување на постоечка пешачка патека десно од Ловен дом, скалесто со камени канделабри до Цареви кули во должина од 1,09 км, уредување на маунтајн байк патека или велосипедска патека до локалитетот Цареви кули за развој на алтернативен туризам, уредување на семејно катче, игралиште од природни материјали за семејни активности во природа и се разбира по сите тие патеки поставување на инфотабли и патокази до локалитетот. Исто така во проектот е вклучено и целосни конзервацијски, ревитализацијски и реконструкцијски работи на северната кула со бедеми, реконструкција на влезниот портал, изградба на скали со рампа од северната страна на тврдината, осветлување и внатрешно и надворешно на тврдината Цареви кули, уредување на простор за одржување на културни манифестации предвидено како мала амфитеатарска сцена, како и реконструкција и конзервација на незавршениот дел од тврдината со ѕидови. Како што спомнав и на почетокот, се разбира, следуваат и активности кои подразбираат промоција на туристичката понуда, тоа е изработка на веб страна за промоција на Цареви кули и за промоција на културен и алтернативен туризам, исто така дизајн и изработка на промотивни материјали, како и на карти и мапи, се разбира на крајот на проектот еден завршен настан за промоција на резултатите од проектот. Само уште нешто, значи колкава е временската рамка, значи кога отприлика се очекува да започне и колкав е процентот на кофинансирање на општината? Процентот на кофинансирање од општина Струмица е 16% или во денари околу 9 милиона и 800 денари, додека останатиот дел или 84% е неповратен грант или донација од Светска банка. Околу колку ќе му дојде? 60 милиона денари некаде. 61,500. Во ред. Првата фаза, значи документацијата треба да ја поднесеме до 6 август. Потоа имаме 2 месеци се разгледува и после 2 месеци имаме 12 месеци или 16, ќе видиме како ќе се одвиват работите за имплементација на проектот. Значи до година това време. Ви благодарам. Моля. Дали некој друг има прашање? Може, повели. Се извинам. Господин Јосиф Крестов, повели. Благодарам. Дали е предвидено да се изгради целата зидина или само дел? Речи си целата. Значи не е комплетно, сакам да кажем. 1 милион некој реке да заврши. Мислам од со 1 милион би требало да се заврши. Речи си целосниот дел на тврдината. Јас археолошки не ги разбирам. Да, ти бедемите, кулите, да, дополнително. Ама мислам од со това би требало да се заокружи целата приказност од Цареви кули и да се финализира тај проект. Мислев да не му давате приоритет на зидините, па после да се изградат. Не, тука и култа, и скали, и пристап, и тај влезен портал, и надворешно осветлување, ѕидовите исто од страната ќе се продолжат. Така да мислам оти целосно ќе се опфати. Дали уште некој ва разбара? Да, повелите на место.
Ви благодарам. Доколку никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлог одлуката со предлогот од комисијата ја ставам на гласање. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа на спределеното гласање констатирам дека советот со 22 гласа за, без нитен против, без нитен воздржан донесе одлука за утврдување на приоритет и собствено учество на проект за економска валоризација на културната и алтернативна туристичка понуда на Цареви кули во туристичка дестинација Струмица. Преминуваме на работа по четвртата точка од дневниот ред. Предлог одлука за доделување парични средства на Средното општинско училиште Јане Сандански и Средното општинско училиште Никола Карев од Струмица. Предлог одлуката беше на дневен ред на седница на Комисијата за финанси, буџет и локален економски развој. Го повикам председател на комисијата да поднесе извештај и даде предлог до советот. Повели. Благодарам, председателе. Почитувани, Комисијата за финанси и буџет и локален економски развој на седницата што се одржа на ден 10.7.2018 година ја разгледа предлог одлуката за доделување на парични средства на Средното општинско училиште Јане Сандански и Средното општинско училиште Никола Карев од Струмица, со што би им се помогнало во делот на трошоците за превоз на учениците за учество на интернационален надпревар во Барселона, Шпанија. По дадените дообјаснување од директорите на средните општински училишта Јане Сандански и Никола Карев, од комисијата се даде предлог за доделување на 100.000 денари, за кои од известителите беше укажено дека се малку со оглед на тоа што треба да се обезбедат над 400.000 денари за превоз. Имајќи го тоа во предвид, се заклучи со дополнителни консултации со секторот за финансии и градоначалникот на општина Струмица да се види дали има можност да се зголемат предложените средства. По извршените консултации, комисијата едногласно донесе заклучок со кој на советот му предлага да ја донесе предложената одлука за доделување на парични средства на Средното општинско училиште Јане Сандански и Средното општинско училиште Никола Карев од Струмица во нето износ од 100.000 денари. Благодарам. Благодарам. Отварам претрес по предлог одлуката и предлог од комисијата. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, го склучувам претресот и предлог одлуката со предлог од комисијата ја ставам на гласање. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа на спределеното гласање констатирам дека советот со 22 гласа за, без нитен против, без нитен воздржан донесе одлука за доделување парични средства на Средното општинско училиште Јане Сандански и Средното општинско училиште Никола Карев од Струмица во нето износ од 100.000 денари. Преминуваме на работа по петата точка од дневниот ред. Предлог одлука за доделување парични средства на Атанас Јанев од Струмица. Предлог одлуката беше на дневен ред на седница на Комисијата за финанси, буџет и локален економски развој. Го повикам председател на комисијата да поднесе извештај и даде предлог до советот. Повелите. Благодарам. Почитувани, Комисијата за финанси и буџет и локален економски развој на седницата одржана на ден 10 јули 2018 година ја разгледа предлог одлуката за доделување парични средства на Атанас Јанев од Струмица. По разгледување на горе наведената точка, комисијата донесе заклучок со кој на советот му предлага да донесе одлука за доделување парични средства на Атанас Јанев од Струмица во нето износ од 60.000 денари за лекување во Турција. Благодарам. Благодарам. Отварам претрес по предлог одлуката и предлогот од комисијата. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлог одлуката со предлогот од комисијата ставам на гласање. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа на спроведеното гласање констатирам дека советот со 22 гласа за, без нитен против, без нитен воздржан донесе одлука за доделување парични средства на Атанас Јанев од Струмица во нето износ од 60.000 денари. Преминуваме на работа по шеста точка од дневниот ред. Предлог одлука за донесување на акцијски план за заштита и спречување на дискриминација на општина Струмица. Предлог одлуката беше на дневен ред на седница на Комисијата за еднакви можности на мажите и жените. Го повикам председател на комисијата да поднесе извештај и даде предлог до совета. Повелите.
организирање на средби со локални институции за соработка во полето на дискриминацијата, како и низа други активности со кои се настојува да им се помогне на граѓаните за заштита од секаков вид на дискриминација. Произнесувајќи се по точката од дневниот ред, комисијата донесе заклучок со кој на Советот му предлага да донесе одлука за донесување на акцијски план за заштита и спречување на дискриминација на општина Струмица. Благодарам. Отварам претрес по предлог одлуката и предлогот од комисијата. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлог одлуката со предлогот од комисијата ставам на гласне. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа на спределеното гласне, констатирам дека сојата со 22 гласа за, без нитен против, без нитен воздржан, донесе одлука за донесување на акцијски план за заштита и спречување на дискриминација на општина Струмица. Преминуваме на работа по седмата точка дневен ред. Предлог програма за дополнување на програмата за изработка на урбанички планови на подрачјето на општина Струмица за 2018 година. Предлог програмата беше на дневен ред на седница на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина и природата. Го повикам председател на комисијата да поднесе извештај и да даде предлог до Советот. Повелите. Благодарам, председателя. Почитувани членови на Советот, почитувани известители по точките од дневниот ред, почитувани представници на медиумите, Комисијата за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата. На седницата ще се одржи на 11 јули 2018 година ја разгледа предлог програмата за дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2018 година. Комисијата констатира дека согласно доставените барања и иницијативи за измени и дополнување на урбанистичките планови, кои се основа за отпочнување на натамошни постапки од областта на урбанистичко планирање, во програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2018 година, Службен гласник на општина Струмица број 23 од 2017 и број 2 од 2018 година, се предлагаат следниве дополнувања. Во глава 2 детални урбанистички планови во градот. Начин на финансирање, самофинансирање за сите, ќе ги прочитам, измени. Во табелата по реден број 44 се додава реден број 45. Измена и дополнување на детален урбанистички план за дел од блок 42, урбана единица 5 по генерален урбанистички план за град Струмица, со плански опфат, кој е со следните граници. Од северната страна со новопроектирана улица број 6, од западната страна со дел од новопроектирана улица број 1, од јужна страна со каналот и од источна страна со дел од собирна на улица број 1. Реден број 46, измена и дополнување на деталниот урбанистички план за дел од блок 19, урбан блок 32, урбана единица 3 по генералниот урбанистички план за град Струмица со плански опфат со следните граници. Од северната страна со дел од улица Никола Карев, од западната страна со дел од улица Тодор Чучков, од јужната страна со дел од улица Партизанска и од источната страна со дел од улица Кирил и Методи. Подреден број 47, измена и дополнување на детален урбанистички план за дел од блок 19, урбан блок 32, урбана единица 3 по генералниот урбанистички план за град Струмица со плански опфат со следниве граници. Од северната страна со дел од улица Стив Наумов, од западната страна со крак на улица Партизанска, од јужната страна со дел од улица Партизанска и од источната страна со дел од улица Тошо Арсов. Подреден број 48, измена и дополнување на деталниот урбанистички план за блок 18, урбан блок 33, урбана единица 4 по генералниот урбанистички план за град Струмица со планскиот опфат со следните граници. Од северната страна со дел од улица Вера Церивири, од југозападната страна со дел од улица Стив Наумов и од источната страна со дел од улица Крстен Мисирков. Во глава 4 локална урбанистичка документација со која се уредува користењето на просторот вон планските опфати. Во табелата по реден број 22 се додава реден број 23 објект 3237 во КАО Банско, под реден број 24 објект на КП број 2558 во КАО Дабиле и под реден број 25 објект на КП број 7895, 7994, 8003 во КАО Струмица.
Во глава 6 урбанистички планови во населено место. Во табелата по реден број 4 се додава реден број 5, објект на КП број 2721, дел од КП број 2720 и дел од КП број 2366 као Банско вон градежен район. Се извинувам. По обсежната расправа комисијата се произнесе по предлозите за дополнување на програмата и донесе заклучок со кој на Советот му предлага да ја донесе предложената програма за дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2018 година со предложениот текст. Ви благодарам. Благодарам. Отварам претрес по предлог програмата и предлога од комисијата. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлог. Програмата со предлогот од комисијата ја ставам на гласње. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа на спроведеното гласње констатирам дека Советот со 22 гласа за, без нитен против, без нитен воздржан донесе програма за дополнување на програмата за изработка на урбанички планови на подрачјето на општина Струмица за 2018 година. Преминуваме на работа по 8-та, 9-та точка и 10-та. Под број 1 извештај за работа на јавното претпријатие за комунални дејности Комуналец Струмица за период 1-3 месец 2018 година. 2. Предлог одлука за давање согласност за обезбедени финансиски средства за нови вработувања во јавното претпријатие за комунални дејности Комуналец Струмица за 2019 година. 3. Одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на јавното претпријатие за комунални дејности Комуналец Струмица за регулиран период 2018-2020 година. Извештајот беше на дневен ред на седница на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина и природата, а предлог одлуката за давање согласност за обезбедени финансиски средства и одлук за утврдување на тарифа на водата за пиење на седница на Комисијата за финансии, буџет и локален економски развој. Прво го повикам председателот на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина и природата да поднесе извештај, да даде предлог до Советот по точката со реден број 8. Повелете. Благодарам, председателя. Комисијата за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата на седницата што се одржа на 11 јули 2018 година го разгледа извештајот за работата на јавното претпријатие за комунални дејности Комуналец Струмица за периодот од 1 до 3 месец 2018 година. Подадените до објаснувања од известителот по точките од дневниот ред, комисијата констатира дека во извештајот е прикажено работењето на ЈПГД Комуналец Струмица за периодот од 1 до 3 месец 2018 година со основните податоци за работата преку остварениот физички обем на производство и главните услуги, што ги дават на корисниците при производство и дистрибуција на вода до потрошувачите со одржување на објектите и опремата од водоснабдителните системи, прифаќањето, одведувањето на комунални отпадни води и одржувањето на канализациониот систем, собирањето, изнесувањето и депонирањето на комуналниот тврст отпад од стамбени, деловни и индустријски површини, чистењето на јавни прометни површини, управувањето и одржувањето на градските гробишта, уредувањето и одржувањето на парковите и зелените рекреативни површини и давањето на услуги на пазарите. Произнесувајќи се по извештајот, комисијата донесе заклучок со кој на Советот му предлага да даде согласност на извештајот за работата на јавното претпријатие за комунални дејности Комуналец Струмица за период од 1 до 3 месец 2018 година, усвоен со одлука на Управниот одбор број 02.3416/2 од 29 мај 2018 година. Ви благодарам. Благодарам. Второ го повикам председателот на Комисијата за финансии, буџет и локален економски развој да поднесе извештај и да даде предлог до Совет по точки со реден број 9 и 10. Благодарам, председателе. Почитувани, Комисијата за финансии, буџет и локален економски развој на седницата одржана на ден 10.7.2018 година ги разгледа предлог одлуката за давање согласност за обезбедени финансиски средства за нови вработувања на јавното претпријатие за комунални дејности Комуналец Струмица за 2019 година и одлуката за утврдување на
тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на Јавното предпријатие за комунални дејности Комуналец Струмица за регулиран период 2018-2020 година. По разгледувањето на горе наведените точки, врз основа на одделно спроведено гласање, комисијата донесе одделни заклучоци со кои на Советот му предлага: прво, да донесе одлука за давање согласност за обезбедени финансиски средства за нови вработувања во Јавното предпријатие Комуналец Струмица за 2019 година, и второ, да даде согласност за одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на Јавното предпријатие Комуналец Струмица за регулиран период 2018-2020 година под број 024010/2 од 29.6.2018 година. Благодарам. Благодарам. Отварам претрес по точки за реден број 8, 9 и 10 од дневниот ред и предлозите од комисијата. Дали некој бара збор? Повелете, господинот Александар Донев. Благодарам, председателя. Почитувани советници, почитувани известители, почитувани медиуми. Сакам да попрашам известителот во врска со тарифата за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД Комуналец Струмица за регулиран период 2018-2020. Под точка 1, т.е. под точка 1.2, утврдена тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за физички лица од село Банско, село Муртено, село Сачево, село Свидовица, село Куклиш за 2018 година до 15 метри кубни потрошена вода изнесува 18 денари на метар кубен, а над 15 метри кубни потрошена вода изнесува 31,20 денари на метар кубен. Овие тарифи ќе се преминуваат од 1.8.2018 година. Зошто овие поволности, кои се предвидени за 2018 година, се укинати во 2019 и 2020 година? Добро. Повелите, му давам збор на директор на комунално предприятие Комуналец, господин Зоран Георгиев. Повелите. Добро. Почитувам председатели, почитувани советници, граѓани на општина Струмица. Во однос на прашањето од советникот, значи во делот на тарифата во 2018 е дадена цена која што е, како што рековте, до 15 кубика потрошена вода и над 15, како што и досега се работи. Во 2019 и 2020 не се предвидени, бидејќи секоја година сите тие тарифи ќе подлежат на повторна ревизија, бидејќи населените места кои се вон системот на градот Струмица, да кажеме, ќе биде пресметковно направено, бидејќи ова е прва година дополнително за нив цена на чинење. Што значи дека во тој период ќе имаме повторно поднесување на бизнис планови, односно методологија за утврдување на цени во тој период, бидејќи станува за прв пат и прва година на која се поднесува, значи, тарифирањето, се одеше генерално, значи, на сите водоснабдителни системи. И на водоснабдителниот систем Струмица, градот Струмица, кој што ги снабдува одреден број на населени места, и на оние кои што имат собствени извори на снабдување или собствени водоснабдителни системи. Но бидејќи тенденцијата е да се утврдува поединечно колку чини цената на водата за одреден водоснабдителен систем, кој што во овој период, искрено кажано, имајќи предвид дека законот беше стартувањето на законот беше, да кажеме, во еден извесен период. Комуналните предпријатија релативно, не само Струмица, па и сите други кои што учествува во тој период, а учествува сите комунални предпријатија кои што имат над 10.000 жители, па и регулаторната комисија, која што до сега врши само регулирање на енергетиката претежно, а почнува веќе да го регулира и користењето, односно водата за водоснабдување и пиење, не беше, како да кажем, сите спремни за да можеме поединечно тоа да го водим. Затоа го оставаме тој простор на 2019 и 2018 про извршената ревизија, која е законска при крајот на годината, да дадеме нови бизнис планови и нови цени на чинење за сите населени места кои што имат собствени системи за водоснабдување. Во овој период гледавме да избалансираме, да дојдеме на она ситуација која што имаме досега,
кое што повеќе години ја практикуваме, за да можеме да видиме поточно. Бидејќи сега се случува втор процес на тарифирање на водата, која што нас и лично како општина Струмица не тангира, но тоа се однесува на општините кои се под 10.000 метри, 10.000 жители, во кои што дел од нашите вработени сега помагаат на тие мали општини во делот на припремањето на бизнис планот, односно на формуларите на регулаторна, т.е. за утврдување на цената по нивната методологија. Така да и ние буквално ќе бидеме подготвени за тие понатаму, значи мали водоснабдителни системи, кои што се посебни да утврдуваме тарифа. Затоа е така донесено во одлуката, имајќи од пред дека не бевме искрено кажано, нити ние, нити регулаторна подготвени да за секој од овие населени места, Банско, Сачево, Свидовица, Муртино и кои други сега таму ги наброивте вие, и сите тие што не се снабдуваат од нас, односно од водоснабдителниот систем Струмица, да не ги тарифирам во овој период, бидејќи имаше проблем во целокупната, како да кажем, процедура. Еве сега сме 8 месец, а ние буквално требаше со тоа тарифирање да го направиме од 1.1.2018, значи реално касниме сите заедно 8 месеци и тоа е од страна на регулаторната комисија беше дозволено, бидејќи, пак ќе кажам, бевме сите помалку неподготвени доволно, бидејќи тоа за прв пат се случува во Република Македонија и прв пат се носи таков закон за регулирање на водата за пиење на ниво на Република Македонија, на ниво на општини. Така да тоа е тоа што го гледате во цените за 2019-2020. Што значи дека и при ревизијата, не значи дека и таа цена што ја имаме сега 3,20 за градот Струмица во водоснабдителниот систем, можеби ревизија или како да го кажам, преработување и анализирање на сите параметри, можно е да дојдеме во ситуација да промениме цена, можеби нешто зголемување или намалување, тоа ќе го каже самата регулаторна комисија. Бидејќи сега стартуваме, вај година е прва година, искрено кажано. Тоа за тоа тука. Благодарам. Дали уште некој ба разбор? Повелите. Почитувам председателя, почитувани колеги советници. Јас сакам да прашам во врска со точка број 9 за одлуката за давање согласност за обезбедени финансиски средства за нови вработувања во ЈПК Комуналец Струмица, односно од увидот од материјалот кој што ни е доставено единствено укажување од страна на Министерството за информатичко општество за направени грешки или некои недостатоци во формуларот кој што бил доставен до ова министерство е сега, бидејќи треба уште еднаш да ја дадеме согласноста, сакаме да прашаме дали има, а го немаме на увид новиот формулар кој што е доставен, дали има некакви структурални и промени во бројот на вработените за кои што се бара вработувањето, односно се укажуваат дека планирани пензионирања треба да бидат најавени, значи не бил доставен образецот онака како што треба, а ние сега го немаме на увид и само за тоа сакаме да прашаме, да. Благодарам. Да, до одговор на советничката. Значи нема структурални промени. Имаше, значи ова е согласност законска која бараме, нели, за делот на вработувањето, финансиска согласност, која што секоја година, нели, во однос на планот за вработување. Планот мислам дека беше, ако не се лажам, на претходната или предпретходната седница. Нема некои структурални промени во делот на ова, кажи го, на бројот на луѓето или не. Имаше имаме во делот на систематизацијата во некои делови сугестии од страна на Министерството за информатичко општество. Што значи тоа? До прецизирање на делот на некои работни места. Ако некаде имаме напишено економски науки, сега барат да се допрецизира да бидат дали се со средно економско, менеджмент финансиски или не знам, некои нова класификација, која што, искрено кажа, на нас не направи дополнителни проблеми, но тоа беше исправено во однос на Министерството за информатичко општество, иначе во бројот на вработување и во бројот на вкупното, значи заминување во пензија и нивно, нели, предвидување, нема, мислам, разлика, тоа е предвидено.
Благодарам. Дали уште некој бар разбор? Значи нема врска Повелите. значи тоа е една формална забелешка дека доколку Советот на општина Струмица треба да изгласи согласност, односно треба да даде согласност, треба и да го видиме образецот. Значи мислам дека нашата забелешка е во ред, бидејќи ние немаме увид на тоа што вие сте всушност направиле во вашата понатамошна постапка. Вака станува забуна зошто е всушност се прави оваа промена. Да, със согласно со вас и сметам оти може во наредна, не знам дали би било во наредна точка, ама најверојатно во некоја наредна, така да се достава во прилог на самиот формулар. Океј. Дали уште некој бар разбор? Добре, доколку никој не ба разбор, заклучувам претресот и точки со реден број 8, 9 и 10 со предлозите од комисиите поединечно ги ставам на глас. Прво на глас ставам точка 8, односно извештајот за работата на јавното предпријатие за комунални дејности Комунали Струмица за период од 1 до 3 месец 2018 година. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа на спределеното глас, констатирам дека Советот со 13 гласа за, без ниту против, со 9 воздржани, донесе заклучок, се дава согласност на извештајот за работата на јавното предпријатие Комунални дејности Комунали Струмица за период 1-3 месец 2018 година, усвоен со одлука на управниот одбор број 02-34/2016/2 од 29.5.2018 година. Второ на гласниот стан точка 9, односно предлог одлуката за давање согласност за обезбедни финансиски средства за нови вработувања во јавното предпријатие за комунални дејности Комунали Струмица за 2019 година. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа на спределеното гласење, констатирам дека Советот со 13 гласа за, без ниту против, со 9 воздржани, донесе одлука за давање согласност за обезбедени финансиски средства за нови вработувања во јавно предпријатие за комунални дејности Комунали Струмица за 2019 година. Член 1 се дава соглас за обезбедни финансиски средства за нови вработувања согласно годишниот план за вработување за 2019 година во јавното предпријатие за комунални дејности Комунали Струмица. И член 2, ова одлука влегла во сила со денот на објавување во службен гласник на општина Струмица. Трето на гласниот стан точка 10, односно одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на јавното предпријатие за комунални дејности Комунали Струмица за регулиран период 2018-2020 година. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа на спроведеното гласење, констатирам дека Советот со 13 гласа за, без ниту против, 9 воздржани, донесе заклучок, се дава согласност на одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на јавното предпријатие за комунални дејности Комунали Струмица за регулиран период 2018-2020 година, број 02-410/2 од 29.6.2018 година. Согласно заклучокот за спојување на расправата преминуваме на заедничка разбора по точките реден број 11 до реден број 19, односно по предлог одлуките за регулирање на статусот на бесправно изградени објекти. Предлог одлуките беа на дневен ред на седница на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средна и природ. Го повикам председател на комисијата да поднесе извештај и даде предлог до Совета. Повелите. Благодарам. Комисијата за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средна и природата на седницата што се одржа на 11 јули 2018 година ги разгледа предложените одлуки за постапка согласно законот за постапување со бесправно изградени објекти, со кој се предлага утврдување потреба за проширување на планскиот опфат или потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на градежното земјиште, за да се овозможи регулирање на статусот на одделни бесправно изградени објекти на подрачјето на општина Струмица.
По увидот во предметите, комисијата се произнесе по предложените одлуки и донесе одделни заклучици со кои на Советот му предлага. Под 1. Да донесе одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат за КП број 440 во КАО Водочи. Под 2. Да донесе одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат за КП број 155/1 и КП број 901 во КАО Баница со измена во член 1 став 1, каде наместо во собственост на Република Македонија треба да стои во собственост на Костадинка Шарламанова од Струмица, улица Никола Тесла, број 21. Под 3. Да донесе одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат за КП број 7898/7 во КАО Струмица. Под 4. Да донесе одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат за КП број 7759 во КАО Струмица. Под 5. Да донесе одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат за КП број 691 во КАО Просеникова. Под 6. Да донесе одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат за КП број 1969/3 во КАО Свидовица со измена во член 1 став 1, каде наместо во собственост на Република Македонија треба да стои во собственост на Дженгис Илјазов од село Свидовица, куќен број 39. Под 7. Да донесе одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на градежното земјиште на КП број 544 во КАО Баница со измена во член 1 став 1, каде наместо Димитар Аке Костадинов треба да стои Боби Костадинов од село Баница. Под 8. Да донесе одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на градежното земјиште на КП број 773/2 и КП број 773/7 во КАО Банско со измена во член 1 став 1, каде наместо во собственост на Јонус Фетиков треба да стои во собственост на Ѓунер Мустафов од село Банско, куќен број 249. И под 9. Да донесе одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на градежното земјиште на КП број 4294 во КАО Куклиш. Ви благодарам. Благодарам. Отварам претрес по предлог одлуките и предлозите од комисијата. Дали некој ба разбор? Доколку никој не ба разбор, го заклучувам претресот и предлог одлуките со предлозите од комисијата поединечно ги ставам на гласна. Прво на гласна ставам точка 11, однос предлог одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат за КП број 440 КАО Водоча. Кој е за? Кој е против? Дали имам воздржани? Врз основа спреденото гласи констатирам дека Советот со 22 гласа за, без нитен против, без нитен воздржан донесе одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат за КП број 440 КАО Водоча. Второ, на гласен ставам точка 12, односно предлог одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат за КП број 155/1 и КП број 901 КАО Баница. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа на спроведеното гласање констатирам дека Советот со 22 гласа за, без нитен против, без нитен воздржан донесе одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат за КП број 155/1 и КП број 901 КАО Баница. Трето на гласне ставам точка 13, односно предлог одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат за КП број 7898/1 КАО Струмица. Кој е за? Кој е против? Дали имам воздржани? Врз основа на спреденото гласне констатирам дека Советот со 22 гласа за, без нитен против, без нитен воздржан донесе одлука
за утвърдување потреба од донесување на урбаничко-планска документација за проширување на планскиот офат за КП број 7898/1 КАО Струмица. Четврт нагласа ставам точка 14, односно предлог одлуката за утврдување потреба од донесување на урбаничко-планска документација за проширување на плански офат за КП број 7759 КАО Струмица. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа на спроведеното гласање констатирам дека советот со 22 гласа за, без ниден против, без воздржан донесе одлука за утврдување потреба од донесување на урбаничко-планска документација за проширување на плански офат за КП број 7759 КАО Струмица. Пето на гласен стан точка 15, односно предлог одлуката за утврдување потреба од донесување на урбаничко-планска документација за проширување на плански офат за КП број 621 КАО Просеникво. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа на спроведеното гласање констатирам дека советот со 22 гласа за, без нитен против, без нитен воздржан донесе одлука за утврдување потреба од донесување на урбаничко-планска документација за проширување на плански офат за КП број 691 КАО Просеникво. Шесто на гласен стан точка 16, односно предлог одлука за утврдување потреба од донесување на урбаничко-планска документација за проширување на плански офат за КП број 1969/3 КАО Свидовица. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа на спроведеното гласање констатирам дека советот со 22 гласа за, без нитен против, без воздржан донесе одлука за утврдување потреба од донесување на урбаничко-планска документација за проширување на планскиот офат за КП број 1969/3 КАО Свидовица. Седмо на гласен стан точка 17, односно предлог одлуката за утврдување потреба од донесување на урбаничко-планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП 544 КАО Баница. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа на спроведеното гласање констатирам дека советот со 22 гласа за, без нитен против, без ниту еден воздржан донесе одлука за утврдување потреба од донесување на урбаничко-планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП 544 КАО Баница. Осмо на гласен стан точка 18, односно предлог одлуката за утврдување потреба од донесување на урбаничко-планска документација за усогласување на намената на градено земјиште на КП 773/2 и 773/1 КАО Банско. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа на спроведеното гласање констатирам дека советот со 22 гласа за, без нитен против, без нитен воздржан донесе одлука за утврдување потреба од донесување на урбаничко-планска документација за усогласување на намената на градено земјиште на КП 773/2 и 773/1 КАО Банско. Девето на гласен стан точка 19, односно предлог одлуката за утврдување потреба од донесување на урбаничко-планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП 4294 КАО Куклиш. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа на спроведеното гласање констатирам дека советот со 22 гласа за, без нитен против, без нитен воздржан донесе одлука за утврдување потреба од донесување на урбаничко-планска документација за усогласување на намената на градено земјиште на КП 4294 КАО Куклиш. Преминуваме на работа по 20-та точка дневен ред. Предлог одлука за утврдување на приоритет и собствено учество на проект за манастирски туризам Монтовур. Отварам претрес по предлог одлуката. Дај некој ба разбраш. Повелите. Добро. Ви благодарам, председателе. Почитувани колеги, во предлог одлуката јасно е дадено дека се работи за 10% собствено учество или кофинансирање, јасен е износот.
Меѓутоа, накратко само ме интересира каков тип на активности се предвидени, софт, инвестициски, значи навистина кратко образложение. Ви благодарам. Повелете на говорница и уклучите го това. Да ви поздравим, благодарам, јас сум Ирина Бадаровска, значи проект менаџер, која сум ангажирана од партнерот на општина Струмица, односно Струмичка епархија. Накратко, активностите наши би се заснувале во тоа што концентрацијата ќе биде најмногу на манастирот Велјуса, каде што ќе се реконструираат конаците, ќе се направи едно кафуле, односно постурека, каде што ќе може да одморат туристите кои што доаѓаат. Ќе ги поврземе двата манастира со патеката, која што порано никогаш постоела, веќе е изгубена, односно таа била патека каде што препоставувам, односно што ми кажа владиката дека пред 10 година некаде била обновена, ќе ставиме патокази, ќе поврземе двата манастира, може со коњи да се оди и ќе направиме една ботаничка градина, каде што има посторека во Велјуса, каде што се гледа Струмица. Тука ќе направиме видиковец и одесно оној простор целиот кој што е дел од парцелата, ќе го направиме ботаничка градина, како што има во помодерните европски градови, и еден дел каде што ќе може да се берат свеќенца туристите да понесат нешто за себе кога тргнуваат од Струмица како туристичко место, односно манастирот што го посетиле. Тоа е накратко. И оној пат кој што се качувате до Велјуса, кој што е многу тесен и од страната нормално нема направено патеки, ќе го дооформиме, односно целиот мора да се промени тој асфалт и од страната се направи пешачка патека. Благодарам, повелете за други прашања. Благодарам. Ви благодарам, повелите на место. Дали уште некој ба разбор? Повелете, господин Сандан Ненчев. Благодарам, председателя, почитувани колеги. Прашање до известителот, дали е ова само овој проект или има и други предвидено? Пак, конкретно за манастирот или сега во оваа фаза? Не, има уште за мене, да, ова е почеток, да. Пошто после имаме и имаме нормално уште два проекта кои што сметаме дека треба да ги направиме, тоа се во Велјус, во Доча, каде што се поврзува со винаријата, која што се уште не е довршена. Тоа ќе биде некако во друг, мислиме дека од октомври ќе има друг повик, каде што нормално тука исто треба да се исчисти, меѓутоа знам дека општината веќе е ангажирана сега со чистење со еден бугарски пограничен проект. Така да тоа го опатија сега, да тоа го завршуваме ова и во иднина во Доча за да го направиме ко целина таму. Значи имаме идеи кои што ќе ги спроведуваме во некои проекти кои што ќе бидат, сега буџетот е тој. Ние на 555.000 евра, како што видовте дека е грантот кој што ние го побаруваме од нив, а овие 10% што општината ќе ги даде, планираме односно да бидат нематеријални, каде што може да се ангажираат нели и консултанти и одредени материјали кои што се потребни за самото изведување на проектот. Дали уште некој Да, ба ќе бидам разбор? тука за... Мислата ми беше дека еве лично јас ве охрабрувам да аплицирате на повеќе проекти за сите манастири. Да. Не знам колку сте запознаени дека манастирите имаат многу голема историска вредност и значење. Ви благодарам, да. Као дел од туриста, односно магистар сум во туризам, а и мојата колешка која што ќе биде координатор на проектот, таа работи, баш имаме тоа помагање на масовски туризам и сме концентрирани во Струмичка епархија, односно прво Струмичките манастири по поврзување со Дојран и останатите. Благодарам. Дали уште некој ба разбор? Добро. Ви благодарам многу. Бидејќи некој не ба разбор, го заклучувам претресот и предлог одлуката е ставам на гласање. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа спроведеното глас констатирам дека со 22 гласа за, без ниден против, без ниден воздржан, донесе предлог одлука за утврдување на приоритет и собствено учество на проект за манастирски туризам Монтоур. Со тоа констатирам дека се исцрпени точки од дневен ред и во 12:19 часот е заклучено 12-та седница на Советот на општина Струмица.